одиме сега со нашата утринска тема и нашата гостинка која што ви благодариме за тоа што пристигнавте директно од Охрид, токму на време. Добро утро велиме за директорката на научната установа Хидробиолошки завод Охрид, доктор Орхидеја Тасевска. Драго ми е што одвоивте време за утринската и што ни допатувавте директно од Охрид, уште еднаш ќе споменеме. Да, интересна е темата. Се зборуваше изминатиот период и сакавме нели да обработиме и да видиме за што се работи во нашата утринска тема, така што во јули некаде се планира, од сега се најавува, нели, трка со брзи моторни чамци од серијата Формула 1 на Охридското езеро. Сето тоа се најавува во албанскиот дел, нели, во Албанија и во медиумите во Албанија, сето тоа е презентирано и преку пресконференции и така натаму. И вака на убаво звучи, нели? Настан кој што би требало да привлече туристи, па сигурно ќе има бенефити Охрид, нели, би дошле туристи ако доаѓаат на кај Албанија и тој дел. Но се појавува проблем дека токму оваа трка може да направи навистина голема штета што се несува до биосветот, нели, сите оние растенија, сите оние се она што се наоѓа во Охридското езеро, нели, така што би направило еколошка катастрофа. Зошто? Како? Ќе дознаеме од Орхидеја. Нема да се меша многу стручно, но во секој случај ќе биде појасно и на нашите гледачи. Така, ви благодарам, Ненад, како прво за поканата и интересот на Телма телевизија за една ваква актуелна тема и поздрав до сите оние кои што ја следат вашата утринска програма. Да, во право сте, некаде на 8 септември 23 година. Таа вест осамна на страницата, официјалната страница на Формула 1, трки на вода Формула 1, и добивме сознание дека во периодот од 2 до 7 јули во Поградец на Охридското езеро од албанска страна ќе се одвиваат два настани, трки со скутери и трки со глисери на вода. И беше најавено како бум за регионот, нели, промоција на туризмот и привлекување на гости. Меѓутоа, дали е тоа така, не сме сосема сигурни, затоа што јас љубам да кажам дека краткорочните економски бенефити секогаш за жал се одразуваат негативно на она што го имаме, односно на нашето бесценето Охридско езеро. И некако се во лош тренд го следи Охридското езеро, нападнато од сите страни. Токму така, значи во период кога ние се соочуваме со предизвици да го заштитиме статусот, да го зачуваме статусот на УНЕСКО и генерално да го заштитиме овој природен феномен, мораме да се бориме и со вакви предизвици и вакви настани. Јас би сакала на почеток да кажам дека се работи за еден природен екосистем од исклучителна важност, не само локално, туку и генерално за светот, затоа што е езеро кое што обстојувало повеќе од 2 милиони години, е познато по својот исклучителен биодиверзитет, особено по ендемизмот, и земајќи во обзир површината на езерото 358 километри квадратни и бројот на ендемични видови над 212 кои што ги има во Охридското езеро, дури според литература се наоѓа и на првото место на светот по однос на ендемизмот. Значи, мораме да го цениме сето тоа што ни го дала нас природата и дури во нашето национално законодавство во 1977 година токму Охридското езеро е ставено како споменик на природата, односно заштитено подрачје. Подоцна за сите ни е познато дека во 79-та на листата на УНЕСКО е ставено како место од исклучително природно значење, значи како богатство, наследство природно, и подоцна една година во 1980-та тој епитет го понесува и како културно наследство. Многу мал број места во светот ги носат тие два епитети, и природно и културно наследство, чинам само 28, ние го сепак сме имале среќа, значи по повеќе критериуми да се стекнеме со тие наслови. Во 2019 и албанската страна е прогласена како место заштитено од УНЕСКО. И ред други, значи, признанија. Во 21 Охрид влегува и како Рамсар подрачје
И сето тоа, значи имаме толку многу можности, толку многу предуслови за заштита и да му се посветиме на овој природен феномен, а сепак ние се соочуваме со вакви кризни, да не кажем, моменти кога мора цела своја енергија да ја внесеме во зачувување и спас на езерото. Да, некако имам впечаток дека не сме свесни за себе ова што го набројавте и за значењето, нели, на Охридското езеро, затоа што постојано, рековме, некако лош тренд има самото езеро, мислам, што се несува до уништување, нели, на крајбрежјето, дивите градби, па еве и ваков тип на настани и имам впечаток дека навистина не се грижиме. И после толку апели на УНЕСКО, нели, да превземеме нешто, дефинитивно не се превзема ништо, па верувам дека од тука и вие имате голем предизвик во сето тоа. Така е. Да се борите. Така е, значи, да, реактивната комисија на УНЕСКО има доста забелешки кои што треба локално и регионално нормално да се работи. Верувајте дека тоа не е лесно, затоа што работи кои што се уништувале години наназад не може да се поправат преку ноќ и јас верувам дека на никого не му е лесно така со брзи чекори да го постигне тоа што се бара од страна на УНЕСКО. Меѓутоа мислам дека сепак еве некако расте тоа ниво на свест кај народот, кај граѓаните и дека може би се приближуваме лека полека кон барем дел од исполнување на барем дел од тие препораки. Да, се соочуваме со многу предизвици. Ние како научна институција која што датира од 1935 година, значи еве скоро 90 години, ја исполнуваме нашата мисија, проучување на сладки води и грижа секако за биодиверзитетот и природата воопшто. И супер ми е што нели ја споивме комуникацијата, затоа што уште многу ќе зборуваме и на оваа тема, нели, и малку повеќе да го доближиме Охридското езеро до нашите граѓани. Да, се надевам дека ќе имаме прилика да би сакала пошироката јавност да биде запознаена и со предизвиците и со проблемите регионални, проблемите во регионот, меѓутоа и со значењето и убавините. Имаме со што да се пофалиме, верувајте. Јас би се задржал на нели дека имате со што да се пофалите, знаеме и сите сме свесни, нели, но секогаш за проблемите треба јавно да се зборува, за да некако нели стигне тоа до институциите и оние кои што се надлежни. Ја би се вратил повторно на трката сега. Трка како трка, имате сознание дека оваа трка на вистина ќе направи голема штета или врз основа на што е толкавата паника, да наречеме, нели, и борбата за нејзино одлагање може? Да, па видете, значи последните 40 години е се поинтензивна употребата на спортски рекреативни пловни возила генерално на сите копнени води. Тоа неминовно се случува и со Охридското езеро. И јас, значи, ќе зборувам општо кое е влијанието на такви возила на еден ваков затворен копнен воден екосистем. Значи, не конкретно за глисерите, меѓутоа се подразбира... Не конкретно и за трката, да. Да, и не конкретно и за трката, затоа што би било неблагодарно да осудуваме таков тип на настан, кога секојдневно нас на Охридско езеро ни се случуваат прекумерна употреба на пловни објекти, нели? Што значи дека има иницијатива и малку да се ограничи и забрани употребата на такви? Би било добро некаква законска регулатива да има, затоа што прво мора да има проценка на капацитетот на Охридското езеро, сега конкретно зборувам, колку е тоа, колку може да поднесе таков број на глисери, таков број на пловни објекти. Овде останува зборот за бројката, да, масовно. За бројката, нели, и за типот на внесените глисери и пловни објекти, нели? Значи, потеклото и исправноста и ред други работи кои што се дискутабилни. Оние глисери и скутери кои што би се возеле на потенцијалната трка се моќни машини. Јас сега нема да шпекулирам со тоа која е нивната сила, меѓутоа сите знаеме што значи Формула 1 и како тоа би изгледало на една... Па по тоа е атрактивна веројатно трката, нели? Да, секако таа брзина и таа моќност. Да, генерално ќе зборувам какви се промените кои што се предизвикани од употреба на вакви пловни објекти.
предизвикуваат три вида на промени во еден ваков воден копнен екосистем. Тоа се почнувајќи од физичките, хемиските и на крај нормално биолошките или еколошките промени. Ќе почнам со физичките, нормално прекомерната бучава, моторите, пропелерите, кои што несомнено оставаат траги на животната средина. Конкретно пропелерите нормално предизвикуваат уништување на физичко уништување на, да речеме, растителната вегетација, која што е едно од живеалиштата, односно хабитатите во езерото. Со тоа автоматски, индиректно или индиректно нарушуваат и живиот свет кој што живее во тие хабитати, кои што се населени со акватична флора. Понатака, самите мотори предизвикуваат оштетување на бреговата линија, односно предизвикуваат ерозија на копното, предизвикуваат ресуспензија на седиментите, односно мешање на седиментите кои што се наоѓаат на дното. Нормално тоа ја зголемува и матноста на езерото. Сето тоа влие, пак повторувам, на живиот свет, да. Значи, сите тие физички промени, бучавата влијае врз однесувањето на рибите, исто така и врз однесувањето на птиците. Значи, се променуваат миграциите кај рибите, се променуваат миграциите и кај птиците, и начинот на гнездење, и начинот на оплодување кај истите. Значи, сето тоа е документирано во литература, затоа што постојат многу бројни трудови кои што токму се фокусирале на истражувањата што се предизвикуваат пловните објекти на водните површини. Потоа продолжувам со хемиските промени. Нормално е горивото. Сите оние супстанции кои што се користат за чистење или против за заштита, да кажеме, на пловните објекти, сите тие токсично делуваат врз водната средина, затоа што нормално е да испуштаат одредени хемиски материи кои што се токсични, кои што не само што токсично делуваат врз организмите, туку влијат и така што го нарушуваат нивната генетика и нивната хормонална равнотежа. Сето тоа нормално доведува до промени во животниот циклус на многу бројни риби, ракови, ларви од беззрбетници, како што се ларвите од инсектите, растенија, исто така и алги. Да. Зборувајќи за иницијативата, некако гласни сме овде во Македонија, нели? Што е со од другата страна на границата, 50 на здруженија, како што се наведува во самото соопштение, здруженија на граѓани, еколошки асоциации, институции, исто така се прилично инволвирани и гласни за да се одложи оваа трка. Да, за среќа. Кој се е вклучен, како ја терате целата таа иницијатива? Така, значи ние како институција испративме наш соодветен допис до надлежните инстанции, конкретно до Министерство за животна средина и просторно планирање и до Националната комисија на УНЕСКО. Наша цел беше да се актуализира проблемот и да се посочи на негативните влијанија од таков потенцијален настан. И тоа беше, значи, веднаш после дописот кој што излезе во медиуми за трките. И се радувам што многу брзо граѓански здруженија од Охрид и Струга, кои што се посветени на проучување и заштита на природата, меѓутоа и граѓански здруженија од албанската страна се активираа. Има прилична бројка, нели, која што треба да поддржи? Па, доста голем бројот. Јас знам конкретно 15-тина кои што од македонска страна функционираат се доста активни, и тие се собра и направија една иницијатива за стоп за ваквиот начин на атак врз езерото. Тоа е добро затоа што беше склопена и петиција која што ја поддржа голем број на институции, не само невладини граѓански организации, туку и институции кои што нормално се блиски, меѓутоа ме радува фактот што и многу клубови спортови на вода ја поддржаа иницијативата и се вклучија активно во делувањето. И
ние на 16 јануари имавме и прес во Охрид на кој што се изрази загриженоста и се даде поддршка на целата таа иницијатива за на некој начин да изнајдиме начин и решение некакво, да допреме до надлежните структури и да се реагира нормално врз основа на добрососедските односи и позитивната релација со само сме гласни овде во Македонија или во Албанија, впрочем, каде што ќе се одржува трката? Да, дел од представниците од албанска страна, ние можеме, нели, да врз основа на добрососедски односи да апелираме, сугерираме и така натаму да воочиме. Но од друга страна тоа е во друга земја. Уште еднаш ќе споменам, атрактивен настан, кој што ќе привлече на вистина и финансиски средства и туристи кои што можеби ќе дојдат и кај нас, зошто да не, нели? Треба да се искористи таа прилика. Но од друга страна, нели, катастрофален по езерото, еколошка катастрофа. Е сега меѓу едното и другото, меѓу двете работи да се изнајде. Да, граѓански здруженија од Албанија исто така го крена својот глас. Јас не знам колку се моќни. Не можам ни да кажам ни колку сме ние моќни во целата таа постапка, затоа што верувајте. А нашите институции се јавија нешто, реагира онаму каде што се обративте? Животна средина. Да, тие си имаат свој начин на реагирање. Добро, некаков одговор, добро, што ни воочивте. Јас добив информација дека Министерство за животна средина и просторно планирање ќе реагира соодветно. Реагира до сега? Или има уште време? Јас мислам дека тоа денови веќе се случува. Да, затоа што, видете, ние делуваме советодавно како институција и нашите... Затоа прашав, да воочите. Да, и сето тоа што ние апелираме, изборуваме, го темелиме врз резултати и факти, меѓутоа немаме извршна моќ или нешто да спречиме. Сето тоа го оставаме на надлежните инстанци. Она што е во наша моќ, ние ќе продолжиме да го правиме. Верувајте, многу е тешко, предизвик е секогаш за менаџментот, управувачкото тело на заштитени подрачја да се справи со предизвикот за туризам, меѓутоа како да се спречат негативните последици од развојот на туризмот. И секогаш се залагаме за одржлив туризам и одржлив развој. Регионот, верувајте, нуди многу. Капацитетите и потенцијалите на Охридско, да кажеме и на Охридско-Преспанскиот регион се големи, меѓутоа мора да се темели на одржлив развој и одржлив туризам. Ако сакаме и утре да го имаме тоа и да имаме што да понудиме. И да го заштитиме, најбитното. Јас токму и затоа сакав да ни дојдете во емисија и да го направиме ова гостување, за да не видите, во денешно време секогаш нели кога ќе прочитаме ваков тип на информација, ќе рече сега аман здруженијава им текнало, да нема трка, сакав малку да ја подобјасниме ситуацијата и сами да пресудиме дали нели е добро или лошо одржување на таа трка и нели се она што. Се сомневам дека било кој е за развој на регионот. Се сомневам. Сите сме за некаков напредок што е. Впрочем и нели целта на развојот на технологија и општество да одиме напред. Меѓутоа сето тоа е изводливо и со помалку агресивни, инвазивни методи. Да. Тековно вон тркава. Какви се предизвиците со кои што се соочувате? Веројатно многу. Да. Ние како институт работиме многу. Имаме многу што да покажеме и би сакал малку нели да општо за вашата работа и да ми ја доближиме на нашите гледачи некако за завршница од разговорот. Така, да. Ние како институт сме фокусирани на проучување на сладки води. Тоа е дел од биологијата, лимнологија која што конкретно проучува копнени екосистеми. Фокусирани сме на природните езера во нашата држава, меѓутоа и на сите акумулации и реки. И нормално како што носат проектите, било да се тоа национални или меѓународни, ние така и си ги исполнуваме своите активности. Има многу работа, затоа што секојдневно има проблеми во регионот. Почнувајќи од засилена еутрофикација, јас морам да напомнам дека природно е за секое езеро природното старење и изумирање на акватичниот екосистем, меѓутоа човекот со своите влијанија, значи она што ние го нарекуваме антропогено влијание, засилено, за жал,
само го забрзува процесот на старење на акватичните екосистеми и за жал ние сме тука постојано да кажуваме дека навистина да тоа се случува. Да. Прекумерна еутрофикација со внесување нели на нутриенти, зголемување на продуктивноста на езерото. Она што вие на почеток го спомнавте, рапидна урбанизација, особено на крајбрежјето. Со тоа дефинитивно се уништуваат многу живеалишта. Прекумерна употреба на пловни објекти го нарушува, како што веќе кажав, целиот животен циклус на сите, на сите организми, особено на езерската пастрмка, која што е посебно ранлива на такви услови, заради бучавата и пореметувањето во низините циклуси. Па тука и ловот на пастрмката, стандардно. Ловот дефинитивно криволов, затоа што дури во периоди на забрана ние се соочуваме со прекумерен излов. Но каква е соработката, односно оние кои што треба да реагираат ли барем основно онаму каде што мора да се реагира? Имаме јавно впечаток дека нели постојано се апелира, дури од УНЕСКО не опоменуваат постојано, и ние некако сме глуви на сето тоа. Ние, не би рекла можеби дека сме глуви, меѓутоа како што веќе спомнав, многу бавно одат подобрувањата и промените. Вие знаете дека нешто кога ќе се уништи или кога ќе се прекинат некои штетата после тешко се. Затоа најдобро е да се спречи место да се нели. Да, тоа е голем проблем. Институциите реагираат онака колку што можат, колку што е во нивна моќ. Јас не верувам дека се глуви и дека некој би кажал дека ајде тоа ќе го ставиме во прв план. Држава како држава секогаш има други приоритети, што е многу разбирливо. Се надевам на свеста и совеста не само на граѓаните, туку и на повисоките инстанции, оние кои што се задолжени да вложат повеќе напори. Па ако тие вложат напори, кај оние несвесни граѓани, дефинитивно ќе се промени работите и оно што тие го прават или преземаат. Еве, морам да напомнам дека еден голем недостаток за Охрид и за Охридско езеро е тоа што нема управувачко тело со Охридското езеро. Затоа што при пројавување на било каков проблем, секогаш обврските се пренасочуваат дали на локално или на централно ниво. Тоа е голем хендикеп според мене, затоа што доколку би имало менеджмент тело и план за управување со Охридското езеро, мислам дека би се канализирале и активностите и потоа би одело многу полесно и донесување на закони за заштита. Ете сега во моментов се два закони во процедура. Едниот е за репрогласување на Охридско езеро за споменик на природата, а другиот е за начинот на управување со Охридско езеро. Тоа се два клучни моменти кои што мора по брза постапка да бидат спроведени. И секако формирање на менеджмент тело кое што преку кое би оделе сите понатака. Добро, планот го има. Значи се треба само да се реализира. Во тек е изработка се уште. Одлично, да се надам дека за брзо време. Па да, и ние се надеваме. Ние како институција сме тука стално да излеземе со податоци, со помош, со мислење свое издржано. Така е, забелешка и совет. Така е. Ви благодарам многу. Јас ви благодарам уште еднаш за поканата и драго ми е што можам да дискутирам на вакви теми. И секогаш сме тука за сите овие теми поврзани со Охридското езеро. Ви благодарам.